СДСМ продолжува со крајно недолични и ниски навреди кон поранешни видни партиски функционери. Сега повторно на удар е Петре Шилегов. Критиките кон раководството предводено од Венко Филипче беа причина СДСМ преку соопштенија да го нападне поранешниот градоначалник на Скопје. Ова доаѓа од како Шилегов порача дека актуелното раководство довело до катастрофални изборни резултати и јавно побара оставки, велејќи дека се сведе партијата на 100.000 гласа и 15 пратеници, а со тоа да стане петта во Скопје, а трета на државно ниво. Според него, ова е катастрофа и затоа треба да има одговорност. Ова за СДСМ беше повод да упатат лични навреди кон Шилегов, обвинувајќи го дека работел за ВМРО ДПМН. Тоа веќе на сите им е јасно. Не се знае само дали Шилегов е уценет или купен, имајќи ги предвид неговите склоности, пороци, приватните слабости и долгови. Предавството на Шилегов на собствената партија и на членовите на СДСМ е очекувано, како што впрочем најави и председателот Филипче. Шилегов, кој сега е навредуван од својата партија во минатото од СДСМ, два пати беше предложен за прв човек на Скопје, а партијата го оцени како одличен избор. Венко Филипче не сакаше да говори што тоа кажува за нивната кадровска политика, штом сега имаат вакви зборови за него. И кога ќе видите нивните пораки во јавните настапи, во статусите, ќе видите дека се тоа пораките на владачката партија ВМРО ДПМН. Критиките се сведуваат на тоа. Господине Филипче, синот имавте соопштение со низа навреди за Петре Шилегов, ваш член и поранешен висок партиски функционер. Еве ќе прочитам дел. Имајте ги предвид неговите склоности, пороци, приватните слабости и долгови. Но сепак Петре Шилегов беше човек кој вие како партија го предложивте два пати за градоначалник на Скопје, кажувајќи дека тој е одличен кандидат. Што говори тоа за вашата кадровска политика? Океј, ви одговори во пресуд. Партијата со отворени навреди преку соопштенија отиде против нивниот поранешен партиски функционер и ривал на Филипче за лидерското место во партијата Јован Деспотовски, за кого најави исклучување од партијата. Деспотовски најави тужба за СДСМ доколку не се извинат за клеветите. Ова што се случува одамна ја помина секоја граница на внатрепартиска дебата. Станува збор за свесна клевета и политичка хајка, која нанесува штета не само на моето име и интегритет, туку се гази и угледот на партијата. Партија што низ децениите ја градеа илјадници другари кои сигурно не сонувале дека нашата СДСМ ќе води дневна борба со медиуми и медиумски работници. Филипче го повика слободно да тужал. Нека тужи Јован Деспотовски за све што сака. Нема извинување на соработници на ненародна власт. Нема извинување. Пратеничката група е синхронизирана, компактна, ние имаме многу чести координации, впрочем на едно од средбите изминатите денови заеднички со консензус се донесоа одлугите како ќе настапуваме во собранието во следниот период, меѓу другото и за проектот Safe City. Шилегов и Деспотовски не се единствени со кои СДСМ влезе во лични пресметки. Тоа се случи со уште неколку поранешни високи партиски функционери, а последниот период се којдневно влегуваат и во пресметки со медиуми и новинари.